Да, брат, јас и ти сме исто македонци, како нема врска ти што си муслиман. Така. Буквално сме јас и ти исти. Ако некој сака подобра иднина, ова е моје мислење, така? Ако некој сака подобра иднина во оваа држава, кај што ќе бидеме на чисто сите, и без разлика на верска припадност, национална припадност, по мене, ова сепак кажам, ВМРО, ДПМН е единствениот излез за себе. Добро вечер, патриоти, тука е Патриотско друштво. Денес сме со нова епизода на Патриотски муавети. Имаме специјални гости денеска. Снимете ве, молам, тука Никола Мепс, најакиот географичар во Македонија, меѓу младите може да се каже. Па и пошироко. Дисанто, ти како ќе се представиш, брат? Како кокос. Како Кокос. Тука го имаме Леон Мевсовски. Ти, брат, како ќе се представиш, да те Па представам? ништо посебно, брат. Леон Ништо Мевсовски како- од Девар. Од Девар, хардкор патриот, и го имаме најакиот, најголемиот, Мартинскиот! Добре, дечки. Се надевам претходната епизода ви се допадна, се беше интересно. Ако имате некој мислење, пишете слободно коментари, доколку не сте ја гледале, гледајте ја. Така да, дечки, почнуваме. Фала ви што дојдовте, Никола, посебно тебе, Леон и Мартин, можам да кажам. Дисанто ми е стален гостин, така да со него сме тет-а-тет. Дечки, сакам уште еднаш фала и почнуваме. Фала и кај вас. Фала и кај вас. Леон, Само за почеток, ако може да ви се заблагодарам за донацијата во Девар. Знаеш, многу пати јас сум бил, ајде да не кажам баш критичар, меѓутоа, знаеш, кога ќе направиш некое добро дело, после тоа, зашто објавувате слики, па зашто овака. И јас бев еден од тие многумина кои што знаев да искоментирам. Се направиле добро, нема потреба од слика, меѓутоа, последниот пат кога бевте во Девар, после донацијата бевте стварно поттик и мотив за неколку дена да следуваат уште 4-5 донации. Значи, стварно ви благодарам што дојдовте, нема на што да ти кажеш фала, тоа е и наша работа. Ја така ви го гледам и патриотизмот. За кој ќе почеток би видиш. сакал да ви се заблагодарам и тоа. Добро, продолжуваме. Ево конкретно прашање, сега да не публикуваме многу. Ти што мислиш, Леон? Дали може муслиман да биде македонец? Ето, тоа да почнеме. Одно од тешкото. Па може, нормално дека може, за жал во знаеме во каква средина се наоѓаме. Премногу судиме од самиот почеток, нели уште од кога ќе се представиш како се викаш, се случува, нели, да се вика Бајрам, па да не смее да се идентификува како македонец, или па самиот народ да си помисли длабоко во себе дека станува збор за некој турчин, бошњак, албанец или небитно, меѓутоа да, може да се биде македонец, значи начинот на верување нема смисла, нема поента да ме прави мене поголем македонец или помалку македонец. Без разлика дали некој верува во Бога или не верува, дали е муслиман, православен или без разлика, значи секој може да биде македонец. Така да одговорот е дека да, може да биде македонец. Значи пред се да им кажеме најавно дека ти си со исламска вероисповест, така, значи тоа да. Ама си, Како што се чувствуваш? да, Јас се како што јас многу Така добро. се чувствувам само како македонец. Значи нема потреба од потенцирање дали сум муслиман, дали сум православен, пред се јас сум македонец. Добро. Да, и начинот на верување пак ќе потенцирам, значи не може да некој сега дојде и ми каже, па види ти не си православен, ти си помалце македонец Да. од некој православен. Да. Нема смисла. Ја имам тука да додадам нешто, значи ова е валјда у Скопје и самите медиуми што го прават, ни се представува низ интернетот, низ медиумите дека тој дел од Македонија не може да има македонци. Дека тие се, не знам, многу малце, како и воопште, дека и нема, као тој дел е албански. Така се представува. И еве со моеви истражувања сега, имав познавање дека има македонци, муслимани, со таа вероисповед, ама не сум начекал човекот таму, додека не го запознав Еве него. сега го начекавме, значи Сега го тоа е. начекавме. Да, па ми беше гости во. И не ми се веруваше и он ме покани и отидов, значи, до Девар специјално за да видам што се случува, затоа што ова што ние тука у Скопје си го мислиме и он има после да каже, нели, средно како си Така. бил.
Да, отидов да го проверам тоа и ја реално се зачудив колку всушност нема разлика помеѓу нас, значи јас као православен, он као муслиман, двајца македонци, и колку сева што ни го покажуваат, мора е Скопје ќе го кажам, пошто тука живеам, како ни се представува дека западниот дел од Македонија уопште нема као македонци. Имам разговарани со луѓе од другиве делови на Македонија и истото и они го мислат. Некако тоа е валјда општо, некој стереотип е веќе речеме. Да, стереотип. Дека на западот, особено Струга, Дебар, како општини, Кичево, нема македонци. И отидов тоа лично да го проверам у Дебар. Теренски истражување. Јас се зачудив, значи благодарение на него, не знам, он ми покаже уште едно 10 луѓе млади македонци што постојано живеат таму. Ја буквално бев шокиран. Тоа е нешто неверојатно. Дали, еве, конкретно ти си од Дебар, има ли, не знам, некоја дискриминација конкретно која доаѓаш во Македонија, спомна нешто за средна школа или па како има ли соживот? Сега две прашања ќе те поставам. Значи тука за соживотот во Дебар и за дискриминацијата конкретно према вас. Ја ќе се навратам само на кратко на претходното прашање. Ќе надополнам дека види, патриотизам не е... Мене ми е многу мило што имате големо влијание кај младите и што сакате во вистинска смисла да го представите што всушност значи патриотизмот. Знаеш, многумина кои што, ете да кажам, себе си се нарекуваат за големи патриоти, не биле во Дебар. Не ни створиле прилика да имаат можност да дојдат да посетат град, сепак е град во нашата Македонија, така? Да. И мора да... Ете, мора. Убаво е да се добро види. да се отиде секаде, така, и да се видат некои работи, значи ние види како народ многу судиме. Тоа да биде јасно, многу судиме уште пред да знаеме, уште пред да провериме, уште пред да видиме и мислам дека секој треба да се воздржи од некои работи. Ворете да се искоментира некои ситуации и без да ги знаеме, коментар. Ништо нема лошо во тоа. Меѓутоа без да дојдеш, без да видиш, без да разговараш со некој од град, ја многумина ќе најдам на некои коментари на социјалните мрежи. Требаше да ја поделиме, па зашто не ја поделивме? Чекај сега ти. Треба прво не си бил во градот. Не си разговарал со тоа население, не си немаш појма, контакт, немаш реална контакт, да. слика на терен. Како всушност таму живее народот. А мене дајте тоа. Што се однесува до другите две прашања, ако можеш нешто да ги повториш? Едно е за соживот, знаеме. Соживотот во Дебар, Помисло дали е- ние од Скопје конкретно и до другиве градови. Други имаме средини, мислење- да. Имаме мислење да ме Дебар, така, готово, на албанците го дадовме и Да, тоа е точно. крајот. Значи веќе се пресудивме. Како има, еве ние бевме, видовме таму што има, Така. како има, значи дали има соживот, дали имате проблеми конкретно ти да си кажеш јас сум македонец, гор македонец без разлика на вероисповест, дали што ќе ти направат? Ќе те убијат ли, ќе те заколат ли, ќе ти што ќе? Имаш ли проблеми, Имаш ли проблеми, обструкции? дали? Прво Дебар не е даден на никој. Да бидеме на чисто, мислам Дебар се град во Македонија, така и ќе биде во иднина. Што се однесува до соживотот, тука мора, ако ми дозволиш, нормално во интерес на времето, малце поише ќе се задржам, од причина што стварно е една тема која што не е баш популарна, меѓутоа треба да служи како пример во оваа држава, затоа што Дебар е реално пример како може еден народ да живее во еден град, околните села без разлика, населените места, без разлика на религија, верска припадност, национална припадност, нели, без да има никакви поделби, во Дебар секогаш се живеело, значи соживотот датира од многу одамна. Од многу одамна датира соживотот во Дебар и служи баш вистински Од пример. кога датира? Па веќе таму скороц на почетокот уште со самите турци имало доаѓање на албанци, Така, ама така. масовното се случува негде 17 век, онака баш со... Па е Дебарско Охридско восстание е пример Да дека... можеш да провериш и податоци кога што. Ова го знам. Не, веќе Добро. ќе дадам пример, Дебарско Охридско восстание, учествуваат и македонци, турци, албанци, Албанци. да, Да, од да. секаква национална припадност, што значи дека од многу одамна датира тој соживот. Убаво е кога има некој верски празник, не можеш да приметиш кој е муслиман, кој е православен, затоа што се слават заеднички, дали било оган за бадник која се пали, дали е бајрам, дали се иде по баклави, по дома, по гости, нели така е традиција, адет. Ама ова мислење на поделеност, мислам, го имаме само ние тука у Скопје.
Пошто со други луѓе што зборам од западниот дел на Македонија, македонци, и они ми кажуваат дека немаат проблем никаков со тамошните албанци и другите националности. Ова е значи пак нешто се сведува на Скопје, валјда дека е голем град и нормално дека ќе има повеќе проблеми меѓу Да, Скопје нациите. главно градот на проблемите, тензии и такви работи. Например, бевме од Дебар, беше многу смирена атмосфера. Не, ја тоа го кажувам дека значи ме прошета кај албанци бевме, секаде бевме. И тоа беше невидено, значи почитување, нешто јас се зачудив. Ја од Дебар се вратив шокиран. Не, јас Тоа стварно се како ни е вратив, представувано нас у Скопје, сигурно е медиумите, Да, тоа е, нема друг медиумите, извор. пропагандите. Нешто е. И како ни е направен тој стереотип, ја кога бев у Дебар, значи се вратив зачуден, шок и уште го чувствувам тоа. Како имаше таму соживот, немаше никаков проблем. Тебе, Мартин, ти правиш ли некој проблем? Не. Одлично си поминавме, Леон ме прошета таму низ Дебар малце. Видовме и изигравме нешто таму, карти игравме табла. Да. Види, мило ми е што Пиевме кафенце во чечилница. Да. пиевме кафе. Супер беше, многу интересно. Да, чај кафе. Значи, со животот го видовме на сите нивоа, сите кафичи, имаше таму многу интересно беше, така да нема. Мило ми е искрено што ете, ви остави добар впечаток и градот и населението и јас лично што се однесува до соживотот, уште еднаш ќе кажам, проблемите си ги правиме сами, секогаш. Никој не ни наметнува проблем, од причина што види, окей, горе од една страна Балканот е, ајде буре барут, да кажеме, и секогаш е центар на оние, кога нешто треба да се случи на политичката сцена пред се, пошто политиката е тоа може би еден од најрелевантните фактори кога доаѓа до некоја дестабилизација кај нас. Меѓутоа, во помалите средини е поинаку, мора да живееш, брат. Мора да живееш без разлика кој што е, животот продолжува и мора да се живее. И ако ние сакаме стварно, реално подобро утре за сите нас, да имаме добар живот, да имаме добра држава, во која што младите ќе остануваат, затоа што види, Дебар има најмногу соживот, од една страна, тоа е добро, секоја чест, меѓутоа од друга страна Дебар е најиселен град. Најиселен град. Повеќе од Крушево и од, да речеме, една Може, битола, добро сега, не му О, навлегувам во сфера, меѓутоа еден од најселените да, градови. да. Зашто е тоа така што мислиш? Види, оддавна е печалбарски настроен народот во Дебар. Да, Тоа е- Западна Македонија. Да, тоа е познато, печалбари, меѓутоа ова више во последниве 5-6 години масовно, основните се празни. Види, по основните училишта се гледа. Дават една така јасна слика за градот. Дали имаш статистика за основни? За основните училишта искочи една статистика дека бројот на ученици кои што учат на македонски јазик во Дебар се зголемува Да. од година во година. Тоа е Тоа нов тренд. е добро. И тоа благодарение на македонците што се муслимани. Да. Добро, тоа е. Браво. Тоа е од една страна добро, меѓутоа во селата основните па се празнат масовно. Што е Со односот е се добар, али да, бројот на ученици. се намалува. Види, станува град на повозрасни луѓе, знае дека што нема младина, не. Ја бев многу зачуден кога видов дека млад човек македонец таму живее и кога 3 пати го прашав, а ти стварно живееш у Дебар? Не вика да, ама не викам да не живееш ти некаде во странство, викам тука си сега периодот. Не бе вика живеам во Дебар. Ја многу зачуден за тоа. Браво, стварно. Е сега конкретно, Во врска за доста. прашањето, нели беа две? Да, две. Второто прашање е, например, еве, сега тоа е подолго прашање. Земи. Си бил во Скопје. Си се видел со културата у Скопје, со нашите мислења, со нашите ставови за конкретно за торбешите, еве да кажам. Па дури и со предрасудите Со сигурно си се предрассудите, судрил. си се соочил ти како еве си дошол дечко средношколец во Скопје, како било? Дали има дискриминација, дали како ти се чувствувал конкретно за Скопје кога си бил? Полека, но сигурно навлагаме во, ајде да кажам, тоа тие жестоки теми, пожестоки, не би рекол жестоки, она би Попипливи. рекол поранливи теми. Да. Знаете, што се однесува до дискриминацијата, мислам дека кај што е отпорот голем, притисокот не може баш да влијае, е помал. Меѓутоа, ќе наидете на личност кај што е отпорот е помал, притисокот голем и тука е целата слабост, тука е целата работа. Што сакам сега да кажам со ова? Прва година средно се запишав во Здравко Цветковски ГУЦ, геодезија, и јас бев единствен муслиман кој што учи на македонски. Да. И сега ете, окей, името ми е Леон,
интернационално е, сепак не може одма да се стави заклучок. Да. Меѓутоа веднаш по презимето Мерсовски, од кај си од Девар, ти турбеш се, така? Дискриминацијата, види, дискриминација има и меѓу самите македонци, реално. Да, бе, да, тоа е. Бугарофил, србоман, гркоман. Абе, не знам богат која, Сиромов, од кај Од која на- населба доаѓаш Види, и тоа е кај нас. дискриминација има сега. Тука, види, во една држава, мислам, ние не сме Турција, Франција, Германија со население од 80 милиона. Ние сме држава, ете, малоброен народ, што би се рекле, нели? Да. Е сега, во таква држава, како Македонија, еве да речеме пример, многу е чудно што дојде до толку многу поделби. Мене не ми е јасно како може тоа да ни е во генот, да се поделиме буквално на секоја сфера, во секој поглед, од секој аспект ние дали уживаме да има тензија, да има поделби, тоа не можам да го разберам. Меѓутоа, еве, во клас бевме од прилика 27-8 мина. Здравко Цветковски претежно учат и нели ученици од повеќе градови. Геодезија не знам баш дали има во истокот некаде во некој од градовите, од таа причина ете интернатот е тука блиску, истото име, нели? Да. И наидуваш на различни коментари. Сега некаде повеќе ти одговара, некој повеќе ќе те прифати, некој од старт ќе те дискриминира, ради некои претходни Лоши искуства. лоши искуства, така, веднаш си става некоја слика во глава, тука играат улога и родителите, нели? Ги рекли ли некој, например, абе, турчин еден, или абе, торбеш, Види, брат, например, абе, еден торбеш чити таму, или нешто така. Например, у тој смисол да стварно не те прифаќаат како личност, или пак не е до тоа ниво. имало такви случаи, за жал имало. Сега не знам како да А што објаснам мислиш? се до тоа. Знаеш што ми е мене? Многу е лесно да се глуми жртва. Од една страна имаат право тие нели што ќе се пожалат на таа тема, од друга страна некако ми е неприфатливо само да се жалим. Разбирате, дискриминација. Ќе биде подобро, ќе се сменат работите, ако сакаме да биде подобро, може да биде подобро. Сега да не звучам како некој припадник на LGBT, нели, заедницата, како некои други малцинства, па немаме права, па дискриминација. Дискриминација имало и ќе има, тоа да бидеме искрени. Без разлика дали станува збор за Меѓутоа треба да се бориме да се намали да, таа мене ми дискриминација. е проблем мешањето поимот религија, вера и национална припадност. Ама за да го разбереме ова, мислам треба историски да се вратиме малце. Уште времето на турското владење тука, уште тогаш се има направено таа главна разлика. Значи, дедо ми, например, кој е од потекло од Прилепско, има таму села населени со македонци муслимани, да ги речем. Така. И сега ја знам, ја истражувам и знам дека се со такво населени и го тестирам. Значи го прашувам него што мислиш, какво население живее во ова село, Пешталево, иначе селото. И ми вика турци. И јас се чудам, викам не се турци, тие се македонци. Не вика турци. После го прашувам за Црнилиште, кој што е албанско исто, таму муслимани и за нив викаат турци. Значи, вајда порано религијата тоа не е тоа е Нешто ново, тоа е сигурно, факт. да, тоа е како факт дека имало голямо влијание. И по самото тоа дека вие сте биле муслимани, сте биле оттргнати уште, да речеме тогаш, Да. како што сте Види, смениле. извинете. Ставам на оваа тема, сепак таму се правеле, нели, тие поделби за данок кој како ќе Да, биде, значи од таа поделбите потекнуваат историски од моментот кога турците прават како што кажа околу даноци, джеза, Они меза. тогаш се османлиите, фактички. Да, Таму, османлиите. Ако си муслиман, си дел од Да. османлиите, без разлика. Сега, најверојатно христијанското население, пошто немало нации, да кажам, од денешен аспект гледано, модерен аспект, населението што било христијанско биле рисјани, остатокот биле муслимани или турци. Е, тука потекнува главниот. Сега, рисјанското население, фактички македонците во тоа време, ги што кажа Никола, ги оттргнале сите што се македонци како турци, само поради религијата. Така. И нема тука сега што ние лошо да судиме или да не судиме, туку напротив, треба да работиме тоа да не се случува и тоа да се поправи. Затоа што денеска е време на
21 век, време на народи, на нации, кај што секој може да се изјасни јасно, да каже што е. И од таа гледна точка ете ги поздравувам сите македонци со исламска вероисповест. Не се срамете, не се плашете, македонци сте и вие и ние, заедно сме, браќа сме. Слободно изјаснете си се како такви. Ние немаме проблем воопшто со никого, со вас па ич. Така да Не, и тоа е, беше браќа сме си. и поентата ми беше Опа. тоа што викаш ќе оди на подобро. Значи моментот што се прави овој разговор, зашто ја и те викнав тебе на подкаст. Тоа е моментот на подобро. Ти текно, Тоа е, значи, тоа е. јас сакам да оформам јавно мислење дека без разлика вие што не тоа е муабетот што кажа верата, нема врска верата. Без разлика на тоа во што веруваш, Да. на тоа што се клањаш или крстиш, ти битно си македонец. И тоа е уствари и целата поента на подкастот. Да, да, Така бидејќи да- ете има и македонци што се патриоти и се, но се атеисти. Така. Па никој не ги вика македонци атеисти. Мене ми е сега, тука ми е сега Зашто проблемот, мора да се уж потенцира? еве сега ќе ти објаснам една друга ситуација што ми текна. Проблемот е можеби и во исламската верска заедница, да Добро, кажам, така е. која што постојано иде и напаѓа, да кажам, удира кон македонците муслимани да ги придобие, да ги земе у своја преградка и да ги смени. Пример, дојдете со нас, еве овие ве отфрлаат или не знам ради приликите и небитно и го користат тој момент, пиши се турчин, пиши се албанец, Јасно. пиши се ова, пиши се она. И сега тука доаѓа најголемиот, да кажам, конфликт, да ние треба да ве посочиме дека се работи за македонец муслиман. Не, ти си за мене македонец. Тоа е тоа. Значи нема- ти си македонец, Јасно. колку што си ти, толку сум и јас. Ама знаеш што не е случајно што Леван е баш од Девар и се изјаснува како македонец. Можеш таа да го објасниш делот како географски си има ИВЗ поделено, тоа што ми објаснуваше, тоа е многу важна работа. Да, ќе обавезно ќе се навратиме на тоа. И наива за исто тоа што го спомна, ќе имам коментар што да дадам без да навлегувам баш она подлабоко, сепак. Па не мора, мислам, Да, политички, јасно, меѓутоа, ете, искуство некое. Знаете мене што ми е проблемот? Еве сега, пример. Торбеш. Да. За мене торбеш, мислам, некој тоа со задоволство се изјаснува како торбеш. Ме разбирате? Да. Некој се навредува од тој избор. Звучи како да е со негативна конотација, нели кога ќе се обратиш кај на некој со торбеш. Меѓутоа ние треба да сватиме дека од различностите, фактички различностите се богатството на Македонија. да. Е сега, ние од нашите сограѓани, нели, албанци, турци, без разлика срби, власи, роми, да не ги, бошњаци, да не ги набројувам сега, ништо добро немаме научено. Кога станува збор за албанците, тука мора да бидеме на чисто. Таму нема поделба религиска. Дали веруваш во Бога на овој начин, дали воопшто веруваш во Бога, албанец е албанец, подеднакви се. Да. Значи, и тој е албанец, и овој е албанец. Сега мене треба некој да ме тапне по рамо, добар си, наш си, аллах да ти е, секоја ти чест. А ако нешто не му одговара или имаме различни мислења, тогаш туримо ова, знаеш, Да. не е наш овој, бега. Да. Е сега, јас во такви случаи, видете, окей, се можеби е ретко сега, не знам вие тоа, ќе кажете, можеби сте имале блиски, пријатели, другари, муслимани, кои се македонци. Јас, например, немаше да се навредувам. Мене не може ниту Ди Санто, ниту Никола, ниту господинот Ливрински. боксерот Ливрински, ниту Тие вие како патриотско. патриотско друштво. Никој не може ниту да ми додели некоја диплома, дали сум стварно македонец или па да потенцира колку проценти сум јас македонец, ради Ајде на религија. 1%. Ајде, кажи ти со проценти дека можеш. Колку Јас би мислам дека ти си наш. Ти си Ва тапша наш. го- Има едно потекло што ми е сомнително. Тоа е од регионот Мат, и тоа можеш да го објасниш. Јас сомневам тука нешто. Така да може да си произјасниш. Да, па види, нема ништо сомнително, реално. Нема ништо сомнително. Знаете што, јас сакам да ставиме акцент на она чувство, како ние се чувствуваме. Биолошкото потекло може секој да ме разбираш што сакам да ти кажам, така. Значи, окей, во ред што напомена тоа, баш и ќе се надополнам. Сакам да кажам дека ако јас се чувствувам како македонец,
Нема потреба мене што некој да ме убедува во нешто спротивно. Разбирате што се На кажам? тоа. се врши Сепак се притисок. работи за чувство. Разбираш? Начин на живење, култура, традиција, јазик, на крајот од денот јас зборувам македонски. Да. Зборувам шпански. Да, Така. да. И сега што и сега еве на пример ти си торбеш. И сега ако сменам вера, ако бидам православен, ќе бидам торбеш православен или тогаш Или може да одберам српен, грк, бугар. да, да. Исто еве кога напоменав бугар, бугарите види каква политика прават, без разлика. Да, тоа Дали го си зборевме, муслиман. да, тоа. Види што прават во соседна Албанија. На населението. Да, Тоа население оставено само на себе. да. Реално. Тоа население Македонците оставено таму само се на оставени себе. на себе и Сега ние ќе мудруваме се шитна, се продадоа, се ова, се она. Судиме многу без да ги знаеме некои работи. И кога ќе се навратиме назад на историјата за некои работи, нели, судиме како да тоа било баш како сега. Се работи за едно поинаково време, се работи реално не било лесно во тие времења. Сепак нормално е за тоа време да се случуваат различни работи. Многу посилни пропаганди, притисокот е многу посилен, отпорот е Нешто сакам да кажам, не си ти крив, тоа што твојот прадедо, чокундедо или таму кој промени религија. Моментот Јасно. сега кој што е битен, кој што можеме ние да го промениме, зашто ти не можеш да го промениш, Јасно, тоа веќе е во минатото. Моментот што можеме да го промениме е тоа да бидеш ти, да те прифатиме како македонец, без разлика на кој си на што си. И Да. тоа е целата поента што ете, може што ја некој правиме. македонец сега да смени вера да биде будист. Да, би и сега што, Така. да ме кажа ти си А ти будист си, македонец. бегај, не, Така. напротив. Ја мислам тука е многу добро да се спомне по примерот со Гоце Делчев. Дека потекнува од унијатска Да. феминство. Колкуш били унијати, што е скроз различно, буквално Што пак бил значи македонец. унијати? Тоа е Унијатите- католици. Не, унијатите се католици кои што го имаат задржано православните обреди. Значи, они се во унија со папата го признаваат место Така. патриархот, меѓутоа се крстат и се прават исто како нас, православните, но Аха. го Тука признаваат прекасната е папата. дека имало многу влијание у Македонија тој период, значи пред да е поделот. И сега не сакале они неговата фамилија и Кукушани општо не сакале да бидат под екзархија, нели имало Да. превласт, да речеме, помеѓу патриаршијата што е грчка и екзархијата што е бугарска. Бугарска. И сега многу од населението баш на Ровкарта, каде што тука цела Македонија како регион, етнички и географски сме биле под патриаршијата. И потоа кога добива Бугарија нели своја црква, почнува населението да го превзема тука, едноставно населението се врти кон екзархијата. Бидејќи И кон таа војна што се случува, значи мислам во овој момент важно за населението тука македонците било да не слушаат грчки јазик значи у црква, туку да се слушаат на словенски. Тоа им го нудила бугарската црква, пошто ние у тој период сме немале своја. Сега од што Кукушани како луѓе виделе дека освен тоа што ќе биде на словенски јазик, тука се крие и пропагандата, таа тајната тивка, бугарска што се отварат и со бугарски училишта, бугарски општини. И ствари Ги тера се да се случува пишуваат бугари. еден дел од населението, Кукушко, да преминат во унијатство и некои села во околината, а па дури имаме и во Разлошко, Гевгелиско, и Струмичко, и Радовишко дури, преминување во протестантизам на населението. Тој степен Да. што станува. Значи, Да. тие се сметаат како фамилии, семејства, тогаш целосно иделе заедно, се префрлуваат кон сосема други, значи бараат од кај папата помош, кон сосема други алтернативи, ни да бидат од грчката, ни од бугарската, нито и од српската, што тогаш почнала да влијае. Да, интересно. Тоа е многу интересен момент, како се, значи Гоце Делчев нели не е врв тука и Да. потекнува неговото семејство сменило, не го речеме католицизам, а сега и неговиот пример, значи ислам, значи пак македонец, ама Да. Тоа е Се многу едноставно важно. барал Нешто, излез ја не избор. би рекол дека проблемот е дека ти веруваш Валак или си Така. дека си конвертиран. Ете без разлика. Не знам, не знаеме на чија страна сте. Знаеш што е, ова е искрен муавет, ја што Да, го кажам. Значи ја ти не знам сега Правно искрен. кажувам искрен муавет пред гледачите, тоа дали вие сте сега со македонците, со албанците, со турците, па и еве и со ромите. Значи мора тоа да се направи некоја не, национална тука стратегија. значи има уште историскиот момент е многу важен. Затоа што кога дошла Србија и после во Југославија, јас знам дека меѓу македонското население кои што биле муслимани,
владееле некои изрази од типот дека Македонија треба скроз да се исчисти, да биде христијанска. Значи, муслиманите скроз да се отргнат. Ја мислам дека тука е тој момент каде што единствен спас за македонците муслима, спас на водници, било да се религиски и што се поврзани со турците, да се идентификуваат како нив. Тука станува таа поделба. Значи тогаш имаме огромно население ние од источна Македонија и од Тиквешијата на пример што биле македонци муслимани кои што се иселуваат, значи до последен се иселуваат во Турција. Тие биле масовни иселувања. Да, Исто од Дебар, но сте останале, голем дел имаат останато. И сега тоа е од страв дека тогаш се ширело дека Србија била православна, сите соседни држави биле православни и владееле со овие простори и се ширело таа да речеме параноја која што дека Македонија 100% треба да се исчисти да биде христијанска. Ја го имам ова читано и од тогаш се случува таа некоја поделба да македонците муслимани се чувствуваат да речеме отфрлени од самите православни македонци и да бараат да речеме утеха заштита некоја од турците. Или од другите муслимани. Да, затоа Ама и Турција била како затоа и еве на пример главно. во како му доаѓа тоа во Измир, во тие делови на Турција, Многу. има многу небројани македонци кои што до денес задржиле традиција, култура. традицијата, ората, Ора, песните носи се носат Штета од што не може Македонија. најран Да се податок. вратиме на И се прашањето наоѓа- што го поставив на Леон, значи начинот на однесување, знаеш, ние не можеме едноставно сега- тоа е јавното мислење што не можеме да ми веруваме Та- вие на која страна сте. Тоа Јасно. тој проблем треба јавно да се дискутира и да се еве ти како Јасно. Добре. Вака сега, гледај. Што се однесува до тоа чувство државничко, кај нас е, нели, општо во државава на многу ниско ниво. Без разлика на вера, нација. да, тоа е да. Тоа ние немаме државничко чувство. Ние сме навикнати некој друг да не води, па ние само да коментираме од страна, ние не сакаме Белград, да бидеме Софија, Атина. Да, ние Тирана. се фаворизираме, овој, не овој, да, ова вака, ова така. Меѓутоа кога станува збор, кога дојде момент да треба ние од себе си нешто да тргнеме, да промениме за наше добро, за нашата околина, тогаш се јавува тој психички одбранбен механизам. Виновен ми е Ди Санто, виновен ми е Никола, па он еднаш спомнал таму, искоментирал пример сега таму. Торбеше. Да, и сега јас ке си се повлечам, ете, јас торбеше, па ајде сега ти оправај. Да. Сега, тоа е многу битна работа, што напомена, нели, на која страна сме, нели, на која страна се фактички. На онаа страна, брат, затоа што кога себе си ќе размислиш и кога ќе се прашаш што е држава, или јас сум државата. И ти си Да, бе, државата. да, сите сме. Ние сме државата. Ние нели? сме држава. Така. Државата е Меѓутоа, народот. Некој себе си не може да се каже јас сум државата. Разбираш? Од Не, која да. причина? Од причина што никогаш не почувствувал дека таа држава е негова. Разбираш? Едноставно државата не се замарала доволно, Па може види би, сега. Ќе дам еден прост пример, можеби ќе скокнам во друга тема. Муслиман не може да биде припадник на елитните единици во полиција, во армија. Така? Затоа што веднаш се поставува прашањето, тие треба да се 100% македонци и некои слични работи. Тоа е нормално, види. Извини, ќе те пресечам Сакам- тука. Ќе се Дали е навратиме на проблемот тоа. дали е дека баш е муслиман или тоа чувство да јас како што ти го постави прашање, претпоставувам и ти сакаш исто да кажеш дека едноставно ние немаме доверба према вас дека ти си што се вика наш, така? Јасно. Значи, А тоа таа е недоверба проблем. потекнува од значи не е ништо лично или религиски Јасно, као религија, не ме сваќај погрешно туку ИВЗ што го прави во Па Македонија. сега на тоа сега Тие пропаганди внатрешни, дојди со нас вака така, работи Ти на овака земи кауза. книшка, Ти си тој- турчин, ти дојди, земи книшка, ќе те вработиме, ќе те купиме, ќе ти дадеме, ќе ти ова, ќе ти она. Јасно. А државата ни е у колапс. Не сега, туку од пред 30 години, Поготово со оваа константно. влада, со оваа Поготово. невлада, Поготово со тоа што го оваа кажа. невлада, да. Проблемот е сега што пример ете ти замисли, а вака така го гледам лично тоа. Ти Јас доаѓаш знам. во таа елитна единица. Така. Ја верувам дека таа фала ти. Јас верувам дека таа елитна единица нема проблем со твојата религија, затоа што на Добро, крајот добро, од денот ти Не, може и да окей, си легитимно, атеист. Ама ти кој ќе бидеш во специјалните единици стварно нема муслимани. Види, не знам ќе коментираме, само сакам да кажам некое свое гледиште. Тие немаат проблем со тој момент, туку немаат доверба од типот на а што ако ти влезеш таму,
па идеш му се исповедаш на оџата, па оџата даде кај непријателот, у смисла тие терористички качачки банди што биле, што војуваат 2001, пример, нели? Така. И од таа валјда гледна предпоставувам, не тврдам. Ова е само мислење. Бага сега, ќе внимавам што зборувам, пошто сепак само збор за една ранлива тема кај нас. Да, знам. Не би сакал никој да се вознемири или па да се осети така. Да. Како да некој зборува во негово име. Да, ете кажи лично за себе. Првенствено, да бидеме реални, исламот е представен во погрешно светло во оваа држава. Добро. Значи, Од кого? Од ке се навратам на тоа. Од тоа да ти веруваш во ислам и од тоа да ти практикуваш ислам, има стварно разлика. Едно е ти да бидеш на хартија муслиман, друго е во вистинска смисла ти да бидеш муслиман, да го представаш, види православието и исламот се мисионерски религии, значи ти треба да го представиш во најдобро светло и да служиш како добар пример. Ние не Да. идеме по примерот на ѓаволот, нели? Да. И ѓаволот верува во Бога, нели? Но сепак служи како лош пример. Но сегогаш народот сака тој лош пример да го земе првенствено во прв план. Разбираш? Не знам дали познавате вака повеќе муслимани, меѓутоа да знаете дека има разлика од муслиман до муслиман. Зашто се однесува до ИВЗ. Таа е исламска верска заедница, по мене, значи ова е лично мое мислење, значи видите, нема никогаш да судите, секој нека има свое размислување, свои гледиште и свој коментар, без разлика дали се работи за добар коментар, лош, совет, критика, без разлика. По мене тоа е се само не е исламска верска заедница. Тоа не викам јас така, туку самите тие тоа го прават. Знаеме, ние имавме случај претходниот, нели, поглавар Рейс, дава некои контраверзни За короната, тоа што? Небитно, он служеше како лош пример на, не знам на која возраст стапува во брак со 40 години помлада девојка. Небитно е, види, сакам да кажам, сепак тоа е дел од државата, ИВЗ како заедница верска е дел од уставот. Пак е тука ќе се навратам кај државата. Пак Македонија е крива. Разбираш? Колку што секој еден поединечно е крив, виновен, лавоко во себе, толку и државата крива. Извини. Зашо сега? Еве, гледај сега што ќе ти кажам. Еве сега. Станува збор за исламска верска заедница, така? Да. ИВЗ. Поседува свој имот на територија на Република Македонија, нели она владае со џамиите, со религиските, нели, објекти. Така. Сега. Во тие религиски објекти ќе отиде секој еден кој што нели има искрена и честна намера. Да. Не би сакал тој да навлегува во некои таму сега политики и уредувања на верската заедница, меѓутоа па верската заедница на нивнин грб фактички креира некој погрешен статус во општеството. Ме разбираш? Зашто тогаш нема пример како види во исламот, тука баш сега малце ќе прескокнам тема, за разлика од православието, значи не би сакал сега да разлики да правам или па да коментирам вака е кај вас, вака е кај нас или небитно. Например, исламската верска заедница е верска заедница на исламот и тоа е тоа. Додека пример кај православието нели имаме Грчка православна црква, Српска православна црква. Да. МПЦ и ред други работи. Кај нас се национализирани. Добро, но еве зашто начело на ИВЗ не е поставен македонец муслиман, да речеме. Дали таму има дискриминација? Брато, јас и на самиот почеток кажав, дискриминацијата доаѓа од секаде. Без разлика од каде доаѓа. Ти кога си дискриминиран од некој, нели, тој гнев во тебе не знаеш кај ќе исплива, кај ќе избие, ме разбираш? Тоа е момент на слабост. Пази, тоа е момент на слабост затоа што они ќе ја префрлат топката, нели, за вера, па за секој да мора да ја брани својата страна, знае дека не е во ред. Разбираш? Да. Значи, кажам, свеста кај народот без разлика, извини. Без разлика дали се работи за ИВЗ, МПЦ или како и да е. Ние треба да имаме државничко чувство. Секој еден кој што е муслиман. Во која камера сакам да се обратам на публиката? Еве тука. Секој еден кој што е муслиман. Нема врска, значи нема никаква врска начинот на верување во Бога со тоа, со националната припадност. Значи јазикот е јазик. Едно е да си македонец, друго е да си турчин. Знаеме ние многу примери
каде што муслимани кршат јазик да научат туѓ јазик, нели? Да. Се трудат, па не им иде, па што? Се со цел кога ќе се представат во општеството како турци, албанци или друго, Да. небитно е да, како да ти кажам, да има дозвола за тоа фактички. Еве јас сум албанец, го знам албанскиот јазик. И јас го знам албанскиот јазик. Тоа не ме прави албанец. Ме разбирате? Од оваа гледна точка, сепак ќе кажам дека колку е проблемот од тоа кој го представува исламот и од тоа кој каде гледа критика, ме разбираш, сепак. Не треба да го гледате лошиот пример, пак ти кажам. Еве јас како муслиман ќе те прашам. Сега, Добро, конкретно, ајде мене. еве, зашто јас кога разговарам со еден православен и му викам, нели, па помини Дебар, ќе идеме женски манастир, Свети Ѓорѓија, победоносец, и тука ќе напоменам, дојди во Бигорске. Не бе, брат. Па погрдни зборови за партени, па тој е бугарофил, па тој е гркоман, па чекај сега ти, извини вака, свето нешто е религијата, ти не можеш да коментираш некој кој што дел од неговиот живот го посветил на Бога, на вера, ме разбираш? Да, пред се Што треба да биде непријател со некој православен од Грција? Овој момент не ви го разбирам. Едно е неразјаснети прашања, минатото и целата таа историја. Меѓутоа кога станува збор за вера, кога станува збор за Јас имам одговор на твоето прашање. Да. Знаеш ли што ми е мене целата работа? Ке те поканам, помени Дебар, ке видиш ова, ке видиш ова. Така. Првиот збор што ќе го слушнам за Бигорски, за нешто што треба да ти биде Светост. светост, ти плукаш од лица со погредни зборови. И сега треба тебе да те земам како пример за православните или па ќе посечам некој друг. Да. Затоа не би коментирал за ИВЗ. Не би коментирал за ИВЗ. Ме разбираш? Да. Од таа причина што многу е лесно, македонецот е нешто чудно, значи тоа е ненормално. Значи македонецот само сака да коментира, да критикува, да пцуе. Ќе видам некој пост во Бигорски, имаше гости од Грција, па тука пцуење до седмо колено, па не разбирам. Ево, ако може одговори. Ја вака ќе пробам да не можам тој момент да го објаснам конкретно, меѓутоа можам да кажам од каде потекнува. Според мене лично, тоа е дека за разлика од католичката црква, за разлика од исламската верска заедница, од ИВЗ или како ви се вика на вас официјално? ИВЗ. Исламска верска заедница, да. Значи каде што треба да се тоа институции кои што создаваат, да кажам, обединување и се наднационални, кај православните секој народ си има своја црква. Сега, тој проблем потекнува одамна и, например, грчката црква, што ја даде за пример, од секогаш ги... Конкретно Германовска Евангелис. Да. Тој е грчки поп каде што ги истребува македонците. Да. И Сега не, потеклото е што и тоа мене лично не ми се допаѓа и не мислам дека е добро поставено во православието, каде што народите си имаат своји цркви и сега преку нив на некој начин се надпреваруваат кој повеќе верници ќе земе, па овој ќе се пише. Пример сега да речеме грчката црква врши влијание тука па да земе манастир, или македонската во Грција, или српската овдека, како што правеле екзархијата од Бугарија, па доаѓале тука, нашле територија нели празна. Па ете од патриаршијата им земале дел поради тоа што македонците не сакале да учат грчки, а овие ги грцизирале. Тоа е тој проблем што можеби ти или муслиманите не го разбираат. Ама добро, од друга страна кој ќе видиш па и шиити, сунити, курди. Па да, ама сепак нема националност, брат. Таму се кај шиитите и кај сунитите, колку што знам, се онака суштината е малце поразлична, кај што едните го следат патот на пратеникот од Бога Мухамед, другите на некој на внук му и небитно. Меѓутоа мене тоа лично што кажам не ми се допаѓа кај што се делиме. Па сега ово имал вакво влијание, па оној такво, па... Значи, црквата, верата, религијата, дали е тоа будистичка, христијанска, е над, да кажам, тој момент. Ако си верник, идеш таму. И нема што тука да се пере памет, проповеда. Меѓутоа, за жалете кај православните цркви се случува така, а конкретно во македонската црква, па не ми се случило тоа. Ете, да отидам у црква на литургија, и сега попот мене да ми
кажува ти си македонец, ти ова, ти вака, ти си над сите, некои такви како на пример во Грција. Мене во Солун, конкретно ете да давам еден пример, ми се деси, идам во црква, влегувам внатре, се молам, стојам, начекав литургија и после литургијата, ко начело да ми пишуваше македонец, доаѓа попот со клисарот и ми вика, ми збори нешто на грчки и викам sorry I don't understand you. И ме гледа и ми вика, почиња да ме праша where are you from? И ја му викам Македонија. И човекот буквално ми избрка од црква. Ми кажа go away Satan, go. Але не, Македонија или Ники ми кажа. Не, многу работи се измешани тоа. И ја му викам sorry we are in church, please. Don't mix it with nations. No, Македонија или Ники, go away Satan, go. Значи тоа е многу поголем проблем од што можеме да се замислиме, така што ете. Нека остане на тоа. Друга работа што сакав да те прашам, дали имаш податоци колку македонци муслимани има во Македонија? Па според моите проценти официјално нели нема до 60.000 па нагоре. Што тебе бројката ти беше 200.000? Па не, кога разговаравме, бројката е некаде се движи од 150.000 до 200.000. Дали Меѓутоа сега, еве сега ќе ти кажам конкретно, затоа што многумина од таа бројка сега се чувствуваат или Се идентификуваат. декларираат како турци, албанци, што не еве може да провери. Не знам, ја Во мислам дека Струшките таа села, бројка е- например, во Струшките села имаме Скопје, Кичевски регион. А дали се сега, осеќате кога- дискриминирани затоа што немате некои поголеми представници во ИВЗ како муслимани? Види брат, најлесно да се кажи дека сме дискриминирани. Мислам, не На крај, дискриминиран ако дека некој- навреден, туку Јасно, дали би сакал ете да има македонци, да има усмисла да Конкретно знаеш со Леон што зборевме, зашто на пример македонци муслимани идат во џамија и кога го учат, нели тој примерот што ми кажуваше, значи го учи Куранот, ама мора на арапски или мора на турски да го учи, зашто не може Куранот на македонски да го чита? Што демек помалце вредност има или што е тоа? Тоа е Види, разговаравме на таа тема. Малце комплицирано од причина што така требало да бидат некои работи, меѓутоа сега кога некој како некој во позадина да ги наместил коцките како што треба, па да некој упорно не може да даде дефиниција. Интересно и чудно е што се однесува до дискриминацијата. Ако си дозволил, носи си ја сега, што да ти кажам? Дискриминација. Најлесно се каже дека има дискриминација. Не, туку дали Реално има дискриминација во секој поглед од секој народ. Не, мислам, дали би сакал ете да има македонци во ИВЗ? Македонци во ИВЗ, сега ќе се обратам тука. Да. Еве вака сега ќе се обратам до целата Зариос македонска материјал. јавност. Ако некој сака подобра иднина, ова е мое мислење, така? Ако некој сака подобра иднина во оваа држава, кај што ќе бидиме на чисто сите и без разлика на верска припадност, национална припадност, по мене, ова сепак кажам, ВМРО ДПМН е единствениот излез за секој. Ова е мое. Единствен спас за секој е ВМРО ДПМН. А чекај, левица? Брат, мајта не ми ја спомнува. Тие, мислам, не би коментирал. Ама Сваки час, камерманата на левица... Секој час нека биде, нека има и левица, тоа е. Добро, има и криштал Види, тука него. па ќе Добро, се јас- навратам. Различностите се богатство. ВМРО ДПМ е единствениот капацитет што може да обедини муслимани, православни, атеисти, леви, десни, од горе, надоле, од Берово, од Дебар, од Куманово, од Гевгелија, од цела држава. Што ќе обедини. Добро. Левица не доаѓа во Дебар да ме праша како си, добар си, што ти треба. Левица Facebook статуси. Кворумџи, што нема никаква врска, прифативте нели уставни измени, па вчера Крмов
Борислав Крмов, господинот, фрла нешто таму, хакерте Извини, ќе морам да те прекинам за да не испадне се, нели... Во ред, не. Ама добро, нека си кажат. Да, не, ова си е твој личен став и ја би сакал да се оградиме од тој момент во момент. Ја мислам, не, слободно нека си каже. Не, он нека си каже, меѓутоа да не бидеме сватени од Не, пошироката ме јавност. плаќаат секој месец, ја морам да гости да. А зашо не си ми кажал ваква работа? Па сега што да ти И кажам? што сега јас се шетам онде бензин не можам да си ставам ти? Гледа студио веќе знамења, овие знамења, некој нов ама гледа кузна се, Види, се едно да се навратиме на тоа што го... дечки, па пуштате и кај мене нешто Мислите бе. да трансакцијска. Абе, па ти ки не ми си скинал да ги пешки, па не можам више. Гледа Джамаданчо, види. Джамаданчо, види го, овчарски се. Немој така. Убачила не може ме препознаат, таму ќе ми испукаат. Вака сега. Ниту ВМРО платил некој, ниту па шала на страна. Тоа што јас го кажав е лично моје мислење. Разбирате? Пошто има гласачко тело, македонци, муслимани, и ДУИ, и СДСМ, и многу партии, и видовме што направија. Се покажа дека единствено ВМРО ДПМН кога е на власт, води грижа подеднакво кон сите, без разлика на вера. Тоа ова е многу битен момент да знаете. Значи без разлика на вера, ВМРО ДПМН поготово ВМРО предводена од сегашниот професор доктор Христијан Мицковски. А тоа ќе се убедат сите. А дали, например, еве конкретно едно прашање, дали луѓе од Дебар го сакале Груевски, например, дали го почитувале општо или можеби? Да, го почитуваа. Имаше голем авторитет во Дебар. Што конкретно ми кажуваше таму на пречици кога му правеле. Па да, па доаѓал често. Доаѓал често, водел грижа. Затоа што голема е битка. Имаше повеќе вработувања, имаше реални промени во општеството, се водеше грижа, има многу критики сега и Да не влегуваме партиски, затоа што пред секој избори, пред секој референдум кај вас конкретно ви доаѓаат и од турска амбасада. Дали имате притисок од политичките партии врз вас? Не знам, македонците ви доаѓаат уопште, еве турци и албанци знаеме дека доаѓаат, ама дали македонци ви доаѓаат уопште без разлика, еве да не се политичка партија или па на пример од МПЦ, можеби, ви од... Да, вака сега, гледај, во Дебар црквата и џамијата имаат предобар однос. Не мора да е празник за да ги видиш некаде седнати заедно како разговараат, како нели се дружат. Да. Без разлика дали станува проблем кај некој семејство муслиманско или православно, односот е добар и служи за пример во оваа држава. А што се однесува до политичките партии, кои политички партии? Ќе дојде прават црни кампањи, претежно со пари, живее така население по... Има и богато население, меѓутоа сепак. Кај што не можеш да решиш со пари, ќе решиш со многу пари. Меѓутоа, еве ВМРО ДПМН, например, во Дебар имало секојаш гласачко тело. И години наназад 70% од изборните нели процеси циклуси ги победувало ВМРО. Во разлика со СДСМ. СДСМ иде на таа реторика дека ете едно општество за сите или не знам што тоа е гола вода, ништо нема таму. Значи дали имате притисок од политичките партии некаков? На страна ете помошта што се изјасни од ВМРО што ви ја даваат од нив, дали останатите, не знам, притискаат, пример да дојде држава како македонци муслимани или па можеш и за и Дебар, а ако имаш информации за на ниво на држава, дали ви прават притисок дојдете за нас, вака така? Притисок има, како што има врз секој, така има и во Дебар, има и на ниво на цела држава, без разлика муслимани, православни. Ама не треба да паѓаат. Сега конкретно кај македонците муслимани. Има општини, пример, кај што градоначалник, кандидат за градоначалник е поддржан од политичка партија ДУИ. Нели? Имаме ние кандидати за градоначалник кои што се муслимани, македонци, поддржани од ВМРО ДПМН. Така да, еве, например, Центар Жупа, турската партија, нели, го поддржува кандидатот за градоначалник. Зависи, види, не се исти околностите во секоја општина. Да. Центар Жупа иначе македонците се муслимани. Тоа се мнозинство. Македонците муслимани се мнозинство. Ја би сакал Никола да го прашам, конкретно, кога настанал тој процес на исламизирање на македонците, например, кој период, како, зошто, Точни чисто... информации на таа тема нема. Точни нема, навистина. На прилика, еве, вака,
твои знања, после може и Леон да те надополни, ама еве да те активираме тебе. Не за џабе доаѓаше брат. Ја. Таму кај се доаѓаше. Да, првен истражував, имам едно истражување за реканскиот крај и ме интересираше тоа, баш што викаш, да видиме кога станале муслимани според отоманските дефтери што ги имаме сега на македонски. И истражував и соверав податоци некои. Сега првиот период, мислам дека 1400-500 некоја, не знам точно, година се даваат сите населени места по долината на реката Радика, значи од Жировница до доле до Могорче. Сите тие се даваат како македонски, како православни, таму по религија се делеле, православни жители биле. Потоа следното е за некаде 30 до 50 години, каде што првен мислам во Жировница пристига се шири исламот. И тие се од Жировница како центар на таа област што тогаш почнува да се шири на другите села што биле покрај река. Но интересен факт е тоа што Галичник и овие што се Тресонче, значи селото Мала река, уопште не биле населени ни спомнати во овие дефтери. Значи немало 0 жители. Сега мене не ми е јасно, тоа се уште го истражувам, зашто настанале тие? Дали едната од опциите е исламизирањето на овие жители? Сам се поврзува, ми се поклопува дека истиот период кога исламот се шири Жировница, значи у долниве села, Добро. се формираат Галичник, Тресонче, Лазарополе, значи сигурно е Бегаат нешто луѓето. валјда е поврзано со исламизирањето на населението, станува збор за население што не одбило да се А исламизира. зошто на пример тоа се случило конкретно во овој крај, а не можеби во Гевгелија, Кратово, негде таму? Зашто баш тука? Има ли некоја причина, логика која е позадина? Исламизација мислиш? Да, исламизација, зашто Што баш овој најмасовно крај, се а не- случува? Па види, Секаде тие имало што се исламизација. исламизирани во тој крај претежно се во Турција, ја мислам. Размена население кога прават. Река, Со Југославија. Не, исламизација мисли на население. во Реканско, Не, не. Дебарско. Не, зашто Во на пример истокот, тој во- крај баш? Не, зошто Западниот најмногу крај. е истакната во западниот Не, во крај. источниот крај. Затоа што немате доволно информации, исламизација имало цела Македонија. Тиквеш, особено Кавадарци, Неготино, имало огромни села, па дури и градовите, муслиманите биле множество. Пехчево, Пијанец, огромно население имало муслиманско, македонско. Тоа е иселено уште кога стана Србија тука. Кога турците се повлекуваат. Турците се повлекувале, еве селото без Гаштево што не можам да немам никаква информација, открив дека било село македонско, муслиманско у шума некоја таму, каде што исчезнало со самото повлекување на турците. Значи огромен број на муслимани си имаат, македонци муслимани повлечено заедно со турците. И затоа дури ја ќе прашам сега некои млади дечки од Тиквешијата. Они ќе ми кажат дали има македонци муслимани таму. Истражувам. И ми вика никогаш не постоеле таму, никогаш немало. Има А ден денес. уствари се има случајно размена. Тоа што муслиманите се повлекувале и со самото востание тука што било Да, Тиквешкото, да. има настрадано многу население и се повлекуваат се до 60-тите години кога има и политика вклучена, односно Југославија прави договор со Турција каде што секој муслиман од Македонија има право да се исели во Турција. И тука особено за Тиквеш што има размена, односно муслиманското население кој што во главно живеело во овој крај што знаеме Сирково на пример, Росоман имало огромно, но ти биле илјадници жители со муслиманско македонско население. И тие сите постепено се селуваат до 60-тите години, речеме веќе и немало. Само неколку села ве гледам тука има останато денеска кај што има македонци муслимани. И големите македонски православни села што биле од Кожув се симнуваат да живеат тука. И денеска населението што го сметаме за од тој предел Кавадарчани од Неготино се уствари потомци на овие што се симнале од планинските села и со тоа веќе ставено крај на тие македонци муслимани и денеска не се спомнуваат и затоа ти немаш на пример знаење дека некогаш имало или викаш зашто таму немало, тоа имало, ама Има се резиденти исчистило. во истокот, денес Во муслимани. истокот само село Црник обстојува како македонско-муслиманско, што ретко го знае некој, и тие се изнесуваат турци. А сега зашто во Дебар и во Западна Македонија имаат останато, тоа нема одговор, он може да каже. Извини што ќе те прекинам, ќе продолжи разговорот после рекламите.
Патриоти ги видовте рекламите, доколку сакате да нарачате слободно пишете ни во порака или па нарачате од веб страната и продолжуваме. Продолжуваме понатаму, дечки. Вака сега би сакал да се навратиме малце околу Бигорски. Мартин, сакаш Мартин, сакаш да поставиш нешто Например, прашање? можам да кажам дека во Бигорскиот манастир е отворена вратата за сите, за муслимани, за католици, за христијани, за сите вид на вера. Да, се согласувам со тоа. Јас познавам многу луѓе муслимани што се лечат таму од алкохол, од наркотици, од Јасно. чуда, Од пороци. да, од пороци. пороци од комар? Например, не може Немој да тука се комарите. Да, например, никој не може да врати од вратата Бигорски, да ти рече не може тука да влезеш. Јасно. Така, се согласувам потполно со тебе. Тога нема грешка, значи, не само на Бигорски, на секој манастир во Македонија се отворени вратите за секој. Меѓутоа, пред да кажеме дека се отворени вратите за секој, ние самите си ги затвараме. Од типот, таму се прави ова, таму се прави она, еве, например, како што вика Мартин, таму е сосема друго. Јас го знам лично, меѓутоа не го знаат сограѓаните наши македонци, каури, православни, како да ги наречам, од причина што плукат врз, ама не, види, православни, Чекай, бе. плука врз православието. А што имаш ти против нас македонци? Чекајте. А брат, Ха? Чекај, Не, Мартин, стега мускул, стега Не, мускул. Јас што не, сега си малцинство тука. Не, ама. Не бе, 25% е сега. Сега сум Дали јас. сакаш да поздравиш некој, Мартин, нешто да, имам голем поздрав до отец Митрофан. Тоа, Голем тоа. поздрав и од мене, Да. нека биде поздрав. Значи, сакаме да Што кажеме се- дека Бигорскиот манастир е доста активен, посебно во делот од тој кај Точно. што ги припаѓа и муслиманите и православните и Точно, сите од точно. И македонци, и Јас сум албанци. слушнал дека има и цели населби правено и лечено и Така, помагано така, на луѓе така, без така, разлика на влијае верата, врз каде демо- што Не врз демографската карта. да, ами Има верата и големи демографската донации карта, направени така на да. Дебар. Мислам дека на таа на полза што викаш ти многу добро го кажеш, ние православните самите си плукаме на себе. Тоа Не е мене тоа, е ние не сме проблемот. криви, вие не сте криви за тоа, ние што го правиме, така. И пак нема да кажам вие, пошто не треба да се земе лошиот пример. Ме разбираш? Имајќи го како пример Мартин кој што има убаво мислење, нели? Сега не можам јас да зборам за некој друг. Така? Ама пошто мене така поише ми одговара. Види, Бигорски наназад низ годините кога има нели пожар, несреќа, таму се помогна и во за тогашното и од секој население, значи сите околни села, Дебар, без разлика на вера, нација, затоа што самите знаат како го гледале тој Бигорски манастир. И сега не може некој од дома да седи да си чита Facebook статуси и мене да ми кажува за некои работи. Како што не е во право за Бигорски, така не е во право за многу други работи. Разбираш, не е лесно, види, во одредена средина, тебе некој те плука дека не можеш да си македонец, самиот македонец те плука, ти не можеш да си македонец, тој самиот македонец се одрекува од своето, иде против својата нација, против самиот себе, и ти си викаш, чекај, јас сакам да бидам македонец, односно тоа што сум, лош пример имам до мене. И затоа не треба да знаеш, многу често ние го земаме тој погрешен пример и иначе сепак да се навратиме на ова што го кажа Мартин, тоа е така и Па види, проблемот е што секојаш се зимаат лошите примери, се истакнуваат, а не се истакнуваат добрите примери. Еве ова е добар пример кој што треба да се земе, да се пофали. И тоа е начинот на кој што треба да се однесуваме према верските објекти Така. и Значи, не треба према да служат религијата. Во 2023 година толку коментари можат, значи порталите секој час, значи кога најчитани, најкликувани, најреагирани, најкоментирани наслови се џамијата на Попова шапка, крстот на Попова шапка, чекај бе, не знам дали сте имале прилика вие по Албанија да возите, има 10 пати повеќе крстови него во Македонија. Да, но во На- Албанија на- се повеќе католици. Не се повеќе католици, има и католици, тука се, Околу меѓутоа има и 50% мислам дека 50% се муслимани, да, се Да, делат. 50% се православни. атеисти, православни. 10% од прилика се православни, се делат после католици, 20. Небитно, како и да е, пак И многу има и атеисти католици има. и православни и муслимани. Да. Тамошните муслимани не ми сметат, крстот тука би им сметал.
И како може да наседне човек на таква провокација? Како може да смета џамија или црква или крст? Значи тој момент не можам да го едно сватам. прашање. Дали, извини, за секунда, дали мислиш дека верските објекти се поставувани за да обележат некаква територија, дека баш тука до тука смеете да идете, после оваа населба не смеете да идете? Например, еве конкретно ќе кажам, и во аеродром се прават цркви на места каде што завршува општината аеродром, на границата на аеродром. Од друга страна гледаме во општина Чаир или по патот Сарај. до Сарај, па и до Охрид. Значи Да. се поставување не само џами, туку и знамења, албански знамења, каде што нема ни македонско знаме. И проблемот е тука што тие се користат, верските објекти конкретно, се користат за обележување на некаква територија, да кажат, ова е наше. ова е наше. После ова не смеете. Тука законот не важи. И имам некое такво чувство каде што можеби верата не игра во полза на некоја државотворност во Па мислам дека тоа повеќе се користи во лоша конотација од страна на ајде да кажеме ИВЗ, каде што го прават тоа врз база на албанизацијата внатре, каде што сакаат да ги уплашат, нели, православните со ислам, што тоа е многу погрешна работа што ја прават, затоа Да што покажат доминација тоа, буквално. да, буквално затоа што Нереална. нема потреба од таква поделба како што кажува Албанија, гледаш, но они не се делат. Нема националното, албанското име над се, без разлика на Да, верата. И тоа Албанија да. е интересен А пример има за тоа. еден друг исто пример, каде што сме приметиле, кога, барам јас тоа сум го приметил, кога ќе дојде моментот, нели, за, пошто искрено немам доволно познање, еве можеш ти да ме поправиш, кога ќе дојде моментот за, кој ви беше најдолгиот пост? Па да, ама кога, како се вика? Рамазан. Рамазан Бајрам, кога, или? тоа е Рамазан. Само Рамазан, добро. Кога ќе биде Рамазан, како малце некако звучникот на џамиите појако да го пуштаат. И се не можам да... Не знам ете за Дебар, ама еве за Скопје, што сега нормално и не знам ја да Буталеде на максимум го пуштаат звукот. За Рамазан, да. Епа, тоа како да се прави намерно со интенција, со провокација, мислам, човече, не знам, најмуслиман да си па у 4:30, у 5 те буди сабајле. Никој не сака ако е у 6:30 на работа, у 7 да го буди дали било камбана или било што, ме сваќаш? Значи мора да се има осет Ама тоа и мора да се закон има мора да се почит. станат и во 4 сата. Мислам Така, не. до тогаш, ја, вака се, чекай, ќе се навратиме. Ете, кажи ми. Конкретно за овој случај. Сега, за обележување територија со верски објекти. За секој еден православен или за секој еден муслиман кој што ја практикува верата, сите тие луѓе се среќни кога ќе видат верски објект некаде изграден, без разлика дали е црква, дали е џамија. Што повеќе луѓе кои што веруваат во Бога, тоа значи подобро општество. Не сакам да навлегувам дали треба да се атеист или верник или дека имам нешто против тие кои што не веруваат во Бога, меѓутоа тие кои што ја практикуваат верата, без разлика православие или ислам, тоа значи подобро општество за сите. Што се однесува до за Рамазан повеќе, сега ќе ти кажам една работа. Прво, зашто ја сакам Македонија, сега ти кажам, една од најголемите причини. Македонија е една од најискрените држави, значи ова ќе го кажам јавно, знам дека многу луѓе ќе нема да имаат исто мислење, затоа што се во некоја комфорт зона и земат некој друг пример. Македонија е една од најдобрите држави со најдобро население, значи македонците се најтолерантни како народ и за тоа има факти, значи на ниту еден муслиман во Македонија, значи види, има критики и кон едните и кон другите, секој со своите искуства. Јас, од моја позиција да кажам дека во Македонија на никој првенствено не му е забрането да иде во џамија како муслиман. Точно. Што значи тука се Не, не треба да биде поставува забрането. тука се поставува таа искреност од државата. Дали е со друга намера, дали едноставно мене не ми е Вистинска забрането, демократија тоа. не ми е воопшто забрането. Вистинска демократија. Така, кон секој народ и толеранција и Каде што? Освен во Албанија, во другите балкански држави сега, што извини биле дел од Отоманската империја, скоро сите џамии се срушени, уништени И во Грција тоа е направено, Во Грција, мислам. конкретно во Грција се да не навлегуваме сега во тоа. Па но да, ама само ете да се- Македонија е пример Да се дека се докаже, оставени. чекай. Македонија е пример како треба една држава да
да се однесува со религијата, со сите вери, со сите оние припадници на тие вери, не разбирате? Значи на ниту еден ништо не може забрането во оваа држава. Ниту кога да се моли, без разлика на кој начин, дома, во џамија. Езан е нели кога Кога пее вика оџата. оџа, да, тоа е Да. повикување на намаз, Да. нели на долг, на молитва. Да. Сега, тоа што некој ќе не критикува дека смета, дека не навлегувам во право, не во право. Ме разбираш? Да, те Коментираме сваќам, тоа, да, дали да, во да, право, слободно, дали не слободно. во право. Некој тоа го гледа како лошо. А јас го гледам како добро. Зашто? Ако некој тебе ти дозволил за таков празник, има посебни молитви кои што се викаат Преку минарата. Да, значи, ја мислам дека тоа е регулирано со закон и тука треба институциите да реагираат ако некој пријави нели погласно или ме разбираш. Воле, сам да кажам дека мене ми е многу мило што сум муслиман во држава како Македонија. Колку год на некој да му звучи тоа смешно или да каже нема врска, тука, значи види, многу муслимани взимаат за пример, да речеме, се соживуваат со таа, да не одиме сега од тема на тема Израел-Палестина, меѓутоа сакаат да го поддржат тој народ во Палестина, а еден од тие начини кои што они можат да помогнат е да практикуваат ислам, да се потсетат во какви околности се тие муслимани и во какви околности сме ние во Македонија. Никој не ти забранува да се молиш, да бидеш добар човек, да бидеш добар пример, затоа што еден муслиман не може да биде еден муслиман кој што шири омраза кон друг народ, кој што мрази, кој што поддржува такви ситни политики, зашто тука има крст, зашто тука нема крст. Значи тоа вистински муслиман тоа не го поддржува. Би сакал да те надополнам тука, извини што те прекинувам. Мене конкретно, нели без разлика дали си православен или муслиман, ако си добар верник, значи си добар човек, тоа убаво да ти го кажа. Ама конкретно има сега една џамија тука во Чаир каде што се изгради во спомен на еден борец албанец загинал во Сирија. И сега таа џамија се прави и доаѓаат луѓе со бради од други краеве, значи не доаѓа обичен муслиман тука, доаѓа некој што е со 3/4 такви, знаеш, некои забрадени вахабисти. И сега мене стравот не ми е тука во тоа што тие што се клањаат веруваат во Аллах, не е тоа проблемот. Проблемот е што оџата после тоа после молитвата им збори. Тој оџата може да им рече македонците се вакви, македонците се такви, утре треба вака да им направиме. Не сакам да судам да не изгледа сега да ме јас сум против муслиманите. Мене најдобар другар ми е муслиман. Ама конкретно за таа џамија, ја ги гледам луѓето, значи направена во спомен на загинат човек што бил се борел за ИСИС во Сирија. И мене тие работи ми пречат мене. Не саѓаш, значи тоа сакам да бидам искрен, сега сум многу искрен со тебе, да не ме сватиш погрешно дека јас се плукам против. Секој кој што има погрешно мислење за патриотско друштво или види, има јасен став и неговиот став е добро и да се искоментира и да се искритикува. Меѓутоа тој што не го знае лично, да не навлегува, да не си прави греб во душата, го знам лично, го запознав, многу ми е мило, стварно ми е многу мило, наискрено и знам колку си искрен и кон исламот и кон сите тие работи. Неговиот став што го има кон исламот, не е он виновен. Виновни сме сите ние муслимани што служиме како лош пример, одредени муслимани. Или пак еве ќе се потрудиме да бидеме вистински муслимани, да служиме како пример во општеството, да не најдуваме на критики. Сега, што се однесува до вахабистите. Сега, таа дискриминација на одредени луѓе, ќе внимавам што зборам, Добро. и меѓу самите муслимани постои. Ако носиш како што напоменав 3/4 долга брада, скратени бркови, се Келава коса. да малтретираме гледачите со некои други теми, ќе направиме подкаст и за ова, пред се пак ти благодарам што ти си пружил можност тука некој да говори за исламот. Да, не слободно. Тој што има нешто да, против исламот не би дозволил да се представува, да се нели Да се шири ете. Само да напоменам. Да. Тие борци во Сирија, нели, џихадисти, џихад на арапски значи борба. Сега, џихадот, борба, има сосема друга конотација. Значи, ќе кажам една, има една приказна, да не речам. Значи според вас 2001 ние бевме во џихад според вашите речни. Не, сега само малку, само секунда. Во борба. Ке имам што да искоментирам за 2001. Мухамед, нели, пратеникот на Аллах,
во еден наврат им вика на своите соборци, се вратиле од некоја тешка битка, многу мачна битка, многу голема битка и сега им кажува, вика, малиот джихад го направивме. Се боревме во името на Аллах, за исламот, меѓутоа се следува тешкиот джихад. Односно, джихад е кога ти се бориш пред Против се... пороците? Не, пред се кога се бориш Со самиот себе. со самиот себе. Тоа е првото. Тоа е джихад. Вториот тој степен на джихад е кога се бориш со зборови. Кога треба да представиш нешто добро, да пречутиш. Молчењето е, ќе се наврнеме на молчењето. После доаѓа джихадот со дела. Кај сме ние со дела? Да покажеме што е ислам. Последно нешто, кога е неизбежно, доаѓа она борба со меч. Сега, многу луѓе све сакаат да прескокнат, да се фокусираат на тој джихад. Да земат меч. Ти ја разбирам таа критика. Има простор за да се разговара подетално, не би сега да навлегувам подлабоко, пошто од една страна не сум компетентен да зборам во име на исламот, не сум компетентен затоа што сметам дека немам толку знаење да представам некој што можеби има многу повеќе знаење. Да. И од таа причина ќе се воздржам на некои теми. Само може и да- едно нешто да додадам, еве конкретно за православието. Например, проблемот е ние што не си го почитуваме православието. Никој, например, еве црквиве да се градат, така? Што ако се градат цркви кога се празни во недела? Значи нема едноставно поента за тоа обележување на територија да ме кеве сега ќе правиме ние тука цркви, ќе имаме, ќе бутаме, а што ако правиме тоа кога нема верници? Едноставно тоа е слабоста од наша страна. Например, ние сме многу Инстаграм верници, Инстаграм патриоти, да ме кеве идеме ние во црква, правиме се, молиме на Господ, палиме свеки, а од друга страна прво ние нашиот пример не го покажуваме као православие, се курваме, се ова, се она правиме, све што не треба да правиме. А од друга страна е се една критика, и ако не сум компетентен да ги критикувам и не сакам, ама еден real fact тука, едно мое мислење. Например, зашто јас сум живеел во муслиманска средина, знам еве чисто како што размислуваат луѓето прават, сега кој како ќе ме слати тоа е негово. Например, муслиманот одредени луѓе пие, пуши, се другира, ебе курви, се коцка, а моментот кога треба да јаде свинско, не, јас сум муслиман. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Значи, таа некако вештачка слика се ствара и кај двете страни, и кај нас, демек сме ние војници на Исус, верници, многу јаки, да, од друга страна, кој крстови ќе се бориме ние за крстот на шапка да биде поставен, а од друга страна, во недела никој не пости 40 дена, за разлика од кај муслимани кои што постат. Да, повеќето кај моје гледиште дека постат. Не е тоа дека се прават џами и нас ни пречи тоа што ние сами не се почитуваме и во недела не одиме црква. Не е само дењето, сега да ти кажам, у Грција што гледаме ние дека у недела е полна црквата, зборев со македонци од таму и прашав што е причината, зашто сите идете у црква у недела. И викам, зарем толку сте како верници, и ми вика, дури тоа идење у црква што е во недела таму, не е тие таму луѓе што се не идат стрикно, пошто се ние големи верници, туку ради реда иделе. Значи и тоа ради реда црквата да е е полна, има и тие разлики. Они мислат дека како ние што викаме дека нашиве не идат во црква недела, не се вистински верници, они со тоа само што идат внатре имаат некоја поделба, да речеме, значи само пак исто неколку луѓе вистински ги интересира религијата. А тоа што е полно внатре со луѓе, чисто останато традиција, не дека у Грција сите што се вистински на верници. Ова ви го кажам сега почитува. И идат во црква, а не се вистински верници. Како што се гледа како што се гледа. Кои се дружат повеќе, се општат. Тоа да, ама дека се вистински верници што идат во црква сите. Конкретно за браточет ми ќе го спомнам. Поздрав браточет ако ме гледаш од Америка. Фала брат. Значи него со присила го тера да пости, затоа што ете баба ми пости, поздрав баба, поздрав тета, тие што ме гледа редовно. Значи него со присила го тера да пости затоа што таков е адатот. Ами со таа присила што го терале да пости тие 3 дена и пак е тоа некоја дело Господово, ме сваѓаш? Пак е тоа некој почет што да почнеш од минимум, ме сваѓаш? Ја би сакал да се навратиме нели на тие по-релевантни теми во нашето општество, сепак е 2023 година, да покажеме малце почит и кон сите кои што се македонци, а сепак
Сепак на и свој убаво, начин сепак ја и искажува убаво да таа направиме љубов некој разговор чисто да видиме која е твојата Да. страна како муслиман. И да има нашата прилика страна, по широката се јавност без да се разлика. запознае со тебе, со вас, Така. мислам, Еве со едно нас. прашање, и- Ливрински нека постави. Да те прашам, што мислиш за Ај Илиевски што не ја пее химната на секоја утакмица? Еве, како без разлика, тој е македонец, ама не ја пее. Дали ти ја пееш химната? Прашање. Тоа е моја химна, брат, како да не пеам? Зашто, например, што мислиш, зашто конкретно тој не ја пее? Дали Не некој ја протест, знае. дали не ја знае, Мака дали... се, тоа е често поставувано прашање кога настапува нашата репрезентација. Сега, тој момент на спорт и, нели, не би сакал, ќе искоментирам, ќе дам сепак во ред Твое е мислење. прашањето е сосема коректно, може би буди некој гнев кај гледачите, кај публиката. Да. Не Не почит. согласам, македонската почит према македонската Македонија. химна треба секој да ја знае да ја пее. Секој што е роден во Македонија треба да знае. Секој еден жител, граѓанин на Република Македонија треба да знае таа химна. Ставно ако настапуваш некаде каде што ќе се пее химната, едноставно тоа да биде некој услов. Да. Сега што да Тој кажам? треба да биде, Не мислам, знам зашто се чувствуваат како да пеат нешто туѓо. Нема да навлезам, да го спомнеме или Филмас кој што е најгласен на македонската химна. Да. Тој е баш од бутилот кај Да, тебе. од кај мене мало. Да, тоа е за поздрав и за почит. Поздрав Така. до Елмас. Поздрав. Така е, поздрав до Сега сакам тука исто друго И прашање. еве ќе ја видиме, извини што те прекинувам, ќе ја видиме искреноста на македонците. Значи македонците го сакат на Елмас, го почитуваат, затоа што ќе покажал почит кон македонската Види, репрезентација. ние кон сите ги Македонија. сакаме таму. Разбирам. Без разлика дали се албанци, македонци, турци, Значи Енис Бардија а, не. сите ги сакаме, сите навиваме за нив. Тие се дел од нас, ние сме дел од нив. Така е. Сите заедно се радуваме ако дадат гол, сите заедно тагуваме ако изгубат. Така е, така. За мене најмалку што може да направи е да покаже почит. Јас би сакал да го прашам Никола да ми Согласувам со каже. вас. Сега Никола да ми каже конкретно каде се раселувани македонските муслимани низ вековите историјата. Например, гледаме и ги има во Косово, во Албанија, па можеби во Бугарија, конкретно многу ги има во Турција. Дека се преселувале, туда ќе те прекинам одмат, значи која е поделена Македонија, ствари така настануваат заедниците што станале надвор од Македонија. Е сега во однос на иселувањето, зависи за кој дел, например овој дел што бил под Србија, си се најголем дел иселени во 60-тите години со таа претходна политика на Југославија што ја напоменав, каде што меѓу другото се иселили огромен број на албанци тука. Потоа, например, ако збориме за Егејска Македонија, таму голем, тие сите скоро 100% се иселени уште во 20-тите години со размената на населението меѓу Грција и Турција, додека пак во Извини, кои се цифрите на размена на население, знаеш? Пример, колку Во Грција? фонтици се донесени 600.000 600.000 си имаат населено во православни? Во православни, Грција? туркофони, гркофони и секакви. Па повеќето во се Грција, во туркофони. Егејска Македонија. Тоа се уште го истражувам, така. Инаку Но само не ја заборавајте гора, па што и таа е Да, гора, само тоа да те прашам. Немојте само Пиринска, Егејска. Да. Да, и горе е доста. Поздрав, Дали поздрав сте до контактни горанците. некои Пријатели, например, дали... Да, познавам многу кои што знаат какво е размислувањето за македонците од Егејска и размислувањето за македонците од Дали ги боли? Гора. Дали ги боли пошто се малце како изоставени? Види, да бидеме реални. Не сме им во кожа, не би било во ред да коментираме за сите. Имаме критики. Ама сепак се тие наши браќа. Со сама, види, што значи да се прибани на одредена националност? Значи не е само јазикот, првенствено, традицијата, начинот на живот, културата, обичаите, адетите, тоа е тоа што нас не прави македонци. Да. Имаме многу од турско, од византиско, не разбираш, имаме тоа Ој е од време на Александар тоа- Македонски имаме тоа се адети и нормално. обичаи. Така. Ние свесно ги оставаме тие луѓе да Да. бидат, ние свесно ги оставаме тие луѓе. Види сега, не е проблем што во Егејска или конкретно во Грција има 300-500 илјади македонци кои што денеска се поголем дел Грци. Притисок, сакале, не сакале, тоа више не навлегува. Ама немале поддршка од никого. Проблем е сега не сакам да делам баш. Ајде,
ќе терам до крај, што пусна. А проблем е некои македонци муслимани што ќе бидат турци, албанци. Ја мислам дека се свесно, намерно ставени во некоја таква ситуација. Ви имате пример каде што донирате на едно семејство кое што е заборавено буквално од сите. Така? Да, Тоа да, семејство кога ќе се спомнете вие, кога ќе Да. се спомне Македонија, сепак ќе има нешто во него, ме разбираш? Да. Некој се погрижил за нив. Ме разбираш? Сега, каков е односот на Македонија кон делот од македонскиот народ кој што живее во Грција, Пиринска, Албанија, Гора? Не, тоа е многу тажна Тоа тема. е- Ние тоа е бевме во истина, Егејска Македонија, Така. значи Не искуството способна беше тема, за плачење, да. буквално тие Да. деца молат за Значи, нешто за За внимание од нас. Значи плачат, еј. Благодарение морам да напоменам сега една многу важна работа која што еве не знам се извинувам по кој случај додовме до колку време еве разговараме, не напоменав најбитната работа за гостинот, за Никола. Преку неговиот труд, ова е воопшто не е лицемерно, значи најискрено им кажам на сите, преку неговиот труд што го вложува во работата, преку неговите нели тие карти, информации, многу голем дел од население, без разлика на вера, нација, размислување, политичка припадност или да не навлегувам сега, да не го напоминувам Да. цело време, да не се повторуваме, се запрашале во еден момент, чекај, што е ова? Се заинтересирале. Точно. Сакам да ти кажам дека, замисли сега Никола, своеволно, самоволно, својот труд кој што го вложува на социјалните мрежи да прикаже нешто, прикажува вистински патриотизам. Тоа е патриотизам, тоа е љубов кон нешто што не се опишува, ме разбираш? Тоа е нешто кој и јас сакам да му се заблагодарам многу сакам да му се заблагодарам. Можеби во некоја нормална држава таков човек би требало да добие некоја поддршка. Не зборам само на финансија. Не зборам само финансиска поддршка, меѓутоа треба да се видиш, чекај, некој го работи ова за нас, за Македонија, за сите македонци, објавува податоци за албанци, за турци, за роми, за соседните држави. Тоа е нешто кое што некој треба да го цени во оваа држава. Ја уште тој труд. така. И за тоа користам прилика да му се заблагодарам. Искрено од Ја, срце, фала ова за- воопшто не е лицемерно, најискрено сакам да осети, види, за него лично, пошто познавајќи го еве не долг период, меѓутоа за него лично многу поголема поддршка, мотив и волја е кога еден ќе му се заблагодари она искрено од срце, кажувајќи му дека сепак го цени неговиот труд, отколку некој промовирање во јавноста, медиуми, ме разбираш, ние имаме медиуми, национални телевизии кои што повикуваат некои лоши примери за општеството, не е повикан човек како вас тука. Ние го запознавме Боемот, поздрав до Боемот, Поздрав. најголем брат, секој му чест. Ние го запознавме Боемот по лошо. По лошо го запознавме Боемот. Демек наводно тогаш со нели тие Да, лажните адреси пријавил таму за Демек бомби. пријави за бомба. Да. Тогаш го повикува нели портали, медиуми, Да. телевизии. Ако како го што пишува, кажам. ако Значи, го пишува убави работи, кога повикува на љубов, на соживот, на мир, на било што, Еве сум. Да нема никаде. Да, јасно. Значи, има неколку, извини, уште ова, те молам, те прекинам. Не, не, слободно. Македонија е пред демократска држава. Така. Па вие сте пример, Да, сега. истрајате некојаш. Има неколку социјални медиуми, или како да ги начам, Инстаграм страни или профили, нели, за тие термини баш не ги познавам баш најсјајно, меѓутоа еве да ги пофалиме јавно. Пред се не дека затоа што гостувам кај вас, меѓутоа едни од најобјективните сте вие. Го покажувате патриотизмот во вистинско светло. На дело. Многу пати напоменувате, го посочувате на оној млад човек да се вклучи во таа модерна војна. Не викате вие да мрази турци, албанци, роми, власти. да го сака својато да го почитува. Тоа е најбитно. Туку да тоа е се основата. надпреварува со нив во добро. Нели? Да. Да се едуцира, да вложи во себе, да работи, да заработи, Во бизнис да да вложи. створи фамилија, семејство. Ако не сака во тој дел, има друга работа. Ако е финансиски моќен, помогне на најблискиот. Тоа е тој патриотизам кој што ние треба да го сватиме. Нели? Да, јасно. Покрај вас ќе го поздравам и Боемот, Мандар, Никола, со мапите, секоја ви чест, значи, стварно, Филипински работи за тие македонстина. се Помагам. нормално. Да. Значи не е тука он за џабе, тука е Така е, за наша така служи сигурност. како пример како треба да изгледа еден вистински македонец, нели да е убав да.
Фала ти, брат. Јас се пронајдов во ова. комплиментите. Да, Веќе при крај подкастот би сакал Како во интересно И би време, сакал Интересно времето. во интер, ама и Никола би сакал да го прашам. Дали имаш плюс нешто вака да додадеш, да кажеш некоја статистика, интересен податок, да откриеш нешто ново, нешто можеби ексклузивно тука. ексклузивно. На што работиш моментално? Знам еднаш, извини сега, можеби треба или не треба да кажам, работиш на некоја апликација или би сакал да работиш на Да, некоја моментално работам, значи Кај што тоа би требало Македонија како држава да го го спонзорира, да. да имаме ние, нели, да знаеме каде, колку население, како население. да масовно дигитализирам податоци, историски, особено од 1860 почнав, па наваму. Правам цела колекција, каде што сакам како крајен резултат да има секој човек пристап до тоа, например на интернет да седнеш, страница да отвориш и да можеш да допреш до било која, например секое селце, до која фамилија, и секаква негова историја, од кај дошол, што дошол, да се има онака една представа, слика и да се знае како, значи се ова што сме ние тука што постоиме, има некоја историска позадина. Тој мене в момент многу ме фасцинира. И многу луѓе не го знаат, например, многу ме прашуваат, види за мојата фамилија, види од кај сум ја, види од вам, како ти знаеш за себе, она. Тоа се уствари достапно и тоа е еден, кажам, за младите да се вклучат во истражувачката дејност е многу важно, бидејќи ја покрај тоа што сум се студент, нели, од страна си работам и позадински за Македонија, да истражувам и нешто што некогаш ќе биде вредното. Се надеваме во иднина, значи тоа ми е како цел за наредните генерации, сите овие информации што моментално не се достапни, што нашите предци ни ги оставиле, да ги обработиме и да бидат достапни онака баш за веки векови што се вика. И тоа е значи еден мотив, еден апел да речам до сите млади дечки да се вклучат, значи без разлика тоа што си го работат, што го прават во животот како примарна цел, позадински како нешто од страна да работат за Македонија, значи да се вклучат во истражувачка дејност, било што можеш да правиш, буквално има и други, само мојот случај истражувачка дејност, нешто што ќе остави белег, што за идните генерации да имаат буквално, сакам, мојата цел е на тацно да им дадам тоа што еве сега го работам. За конкретно, ја да се навратам на прашањето што ми го постави пред 5-10 минути. Што викаш државата што направила за вас? Значи, односот на државата према вас е, ајде не речам нула, ама моментално е никаков. Имаше на случка малку се подолга приказна, ама ќе ја скратам. Идадени луѓе во Торбешко село, македонско-муслиманско, и сега се пречекувани православно со македонски знамења, браќа наши, значи тука све прајано еснав ептен. Луѓето си одат, посетата завршува, буквално утре дента доаѓа турска делегација, истото село, само сега со турски знамења. Ме разбираш? И сега, од една страна ќе речеш, види ги овие какви се, зашо тртига, знаеш, еднаш ваму, еднаш таму, знаеш, наши одма да судиме, како што викаш. Ама од друга страна, кој ќе видиш, вие барате помош. Например, од тоа село самите знаеме, да речеме се сиромашни, така? И сега ти кој си сиромав, кој нема за добар пат, за механизација, за не знам основни услови за живот, ти бараш помош, така? Не се дел од институциите. И сега ти бараш помош од Македонија ти вика не може и одма нормално се вртиш на другата страна и викаш ми помош од Турција. Или помош бил од Дуј, Албанија, од Дуј. И овие со голема среќа, така, со ентузијазам ти викаат еве ние ќе ти помогнеме. И сега што очекуваме ние? Тие луѓе утре да се идентификуваат. Кога ние едноставно не се замараме, ги тргаме на страна, дури имаш изјави на луѓе, тоа дебар таму цела западна, дајте им ја, ние ќе се бидеме чисти и тоа е мојабетот. И знаеш, две перспективи каде што вие каде што сте вакви, утре такви, едне со македонски, едне со турски знаме, и наша перспектива каде што ние уствари не боли курот, право смисла на збора за вас, така? И сега тука мора ние како Македонија, како македонци, затоа и емисијава колку тука да помогнеме, затоа што имам дечки, еве да ги поздравам Мусамедин и Мухамед, дечки што ми пишуваат секојдневно, сега ќе се препознат вајде кога гледат видео, дека стварно се замараат дечки, знаеш. И тоа е целта на емисијава, дека уствари не сте вие заборавени, вие сте дел од нас и наша работа е
да живееме заедно, така да не ве оставаме ви утре да се јавувате на турска амбасада или кај дуи да ви помага. Туку ние македонците сме тие што треба си да помогнеме меѓу себе. да си помогнеме. Така, тоа е мојата размислување. Ама општо само да тоа што се случува од страна на држава е многу лошо и поразително, бидејќи од таа одбивност што ја имаме према македонците муслимани, да речеме тие се идентификуваат како турци. Е добро. И сега ова ми имаат кажувано професори од Скопје. И сега децава нели се пишуваат турци и пошто сме толку демократска држава, тие имаат право да учат на турски јазик. Ама нив мајчин јазик е на македонски. Они не знаат збор. И одат, значи ова ми го имаат кажувано. Одат на пример децава цел клас, се македонци муслимани, да речеме 30 деца македонци муслимани. И сега на професорот му е по закон нели да предава на турски јазик. И го почнува професоров часот, децава вака гледаат. Не разбираат ништо. И ги прашува професоров што како, вие биле срамежливи, не сакале да кажат што е проблемот. И после од кога им се отворило дека и професорот е од иста позадина, да речеме македонец муслиман, се менува односот и буквално часовите продолжуваат на македонски јазик. И сам многу ми е жал за овие деца што поради ваква некоја игнорирање вакво што го има од државата, ќе останат тие самите како личности, ќе останат со помалку знаење. Не само тоа. Оштетени ќе Ја мислам дека општо ќе пропуштат настава и тоа се многу важни не само сегменти тоа, у туку развојот. мислам дека лепдат у некоја лимбо позиција се, каде што, на пример, еве ја имам конкретно еден пример, кај мене во викендица. Ајде да баки кажа. Хајде баки. Значи, кај мене во викендица. Да, зашто гледачите ова- се сигурно изморени. Не, Да, ова е многу Мора бакито да каже се. Да, бакица. ова е една реална случка која што мене лично ми се случи кај мене во викендица, сега да не напоменувам каде поточно Да, што бе, како. да не откриваме локации и Да, какви да. Доаѓаат луѓе, не знам, им се допаѓала мојата куќа, дворот, доаѓаат луѓе, застануваат со кола, татко и син. Добар ден, дали ја продаш? Не ја продам. Добро, од каде сте вие? Ми кажа од Цветово. Цветово, да. Ми вика од Цветово. Јас го прашувам, викам, окей, што сте вие тогаш по националност? Пошто знам дека таму се нели македонци муслимани. Македонци муслимани се Да. уште идентификуваат како турци. И човекот срамежливо се насмевна, ми рече, абе, види вака. Само македонци. Ми вика, види вака, вие, македонците, нас не нарекувате македонци дека сме, мислите дека сме македонци, ама ние се идентификуваме како турци. Ја го прашав, викам, добро, пример предците, све тоа, до кај доаѓаме, као, дали сте македонци по потекло, пример, претходно биле православни? Абе да, ама знаеш, условите, едно друго, знаеш, почна да објаснува. Во тој момент, син му, што беше младо дете, 18-19 години, се збуни, го погледна татко му, ме погледна мене и ме праша, абе, стварно сме ние македонци? И јас сега се најдов малце збунен, викам, да брат, Не, жално е тоа што се јас му викам, да брат, јас и ти сме исто македонци, како нема врска ти што си муслиман, Така. буквално сме јас и ти исти. И го праша татко му рече, тато, вистина е ова, и татко му беше многу незгодно. И му вика, абе, знаеш, сине, така ни е кажано, така се Така, учиме, така. меѓутоа, не знаеме, на крај ми каже што сме. Да, тоа најчесто го Ова е многу голем проблем, Да, што верувам дека, еве, мене ми се случило лично, а сигурно ќе има сега еве, во коментари, напишете Има, слободно колку примери и Дали ми ја колку... продаде куќата, тоа е мојаватот на крај. Не ми ја продав. Па ето. И нема никогаш да ја продам. Никој куќата. нема, ќе ти ја купим. Така треба го има. А, ти ако се може. Вака, да направиме еден крај, значи, заклучокот на цела оваа емисија, без разлика на што си, дали си муслиман, дали си православен, католик, без разлика или атеист, битно е да си македонец, да се бори за каузата, да сакаш Македонија и да знаеш дека сите тука сме браќа и се прифаќаме меѓу себе какви што сме. Така да оставете ваше мислење во коментари, ставете лайк, ставете шер Јас сакам и да мораме да дозволам уште еднаш овие двајца убави дечки да кажете може што јас? нешто кратко и завршуваме. Како за крај имам порака до сите, македонецот нема потреба да врши некој притисок кон никој. Секој еден кој што се срами да биде македонец, не ни заслужува да биде македонец, затоа што да бидеш македонец е гордост. Така барем јас
тоа го гледам. Најбитното што следува е ние да вложиме за идните генерации, нели, да им оставиме простор да докажеме Секако. каков е односот кон секој еден кој што нели сака да биде македонец. Да имаме здрава младина, насрана од пороци, здрав живот, без здрава младина џабе све, да ги задржиме младите тука и тоа е тоа. За крај би сакал уште еднаш да ве поздравам, поготово идниот Зет Дебарски. Тоа ќе не биде голема цел, да биде Зет Дебарски. Да разбиеме стереотипи за тебе. Така. А кој е И Мартин тоа што сака да каже. Чекај Мартин, мораш да бидеш поблиску до Мартин. Како за крај сакам да кажам до македонските православни християни, немој да бидете християни само за празниците. Ето, тоа е. Тоа е тоа. Една вечер. Дечки, поздрав, лека ноќ и се гледаме на следниот подкаст. Чао. Да, брат, јас и ти сме исто македонци, како нема врска ти што си муслиман. Така. Буквално сме јас и ти исти. Ако некој сака подобра иднина, ова е моје мислење, така? Ако некој сака подобра иднина во оваа држава, кај што ќе бидеме на чисто сите и без разлика на верска припадност, национална припадност, по мене, ова сепак кажам, ВМРО ДПМН е единствениот излез за секој.